Ниту во најлуди соништа, политичари од Балканот не би се откажале од трката за власт. Така сметаат домашни познавачи на политичките и глобалните безбедносни состојби. А овде за на Балканот на политичарите ни во најлудите соништа не паѓа на памет да направат таков чек. Побаравме да направат паралела. Дали некој балкански политичар би се согласил на потек, каков што направи американскиот претседател Џо Бајден, да се повлече од трка за нов мандат? Но во секој случај тоа е државнички потек кој што го става личното пред државното, дури и пред партиското, и мислам дека тоа е можеби примерот на кој што треба да се угледат нашите политичари. Според познавачите, на Балканот владее силен политички деспотизам. Се уште политичарите на Балканот живеат во еден архетип на вечен политичар. Тој стереотип, погледнете го Мило Џукановиќ, погледнете го Вучиќ, погледнете го Додик, погледнете го Груевски, ако сакате, дека на се уште главната инспирација, Еди Рама исто така, главната инспирација на политичарите на Балканот е никогаш да не ги пуштат конците. Не сум сигурен дека имаме таква политичка зрелост се уште. Се уште кај нас, барем по она што го гледавме и во изминатото и секаде во регионот, гледаме дека постојат само лични амбиции, многу ниска политичка зрелост, за да се види заедничкото добро, не само државно, туку и регионално. За рефлексиите од американските избори врз Балканскиот регион, аналитичарите имаат различни мислења. Политикологот Арсовски смета дека без оглед кој ќе победи на изборите, нема да се смени правецот на американската политика. Најголем дел од, условно речено, авторитарните лидери во овој дел од светот, Орбан, Словачка, Додик, Вучиќ, па делумно и во Македонија, се надеваат дека изборот на републикански кандидат ќе значи карт бланш тие овде да не бидат под никаков надзор. Тоа не е точно. Сепак демократските принципи, стратегијата на Соединетите американски држави, нивните геобезбедносни интереси ќе останат. Можеби стилот ќе се смени. Истото би важело и во обратен исход. Ниту пак треба да се смета дека избор на демократски претседател ќе значи веднаш распоредување на некаква посилна политика, поголем притисок кон локалните демократи и така натаму и така натаму. Америка има доволно проблеми и дома, и доволно жаришта во светот, за Балканот сепак да остане трет, четврти или пети приоритет, и сепак домашната работа ќе остане наша. Според професорот по безбедност и науки пак, Хаџијанев, со евентуалната победа на Доналд Трамп и неговиот кандидат за потпредседател, Џеј Ди Венс, американската политика би се сменила. Тоа би значило дека ќе бараат брзи решенија кои што се за нив гледано практични. Таа практичност видовме во првиот мандат на Трамп се состоеше во тоа да тие решенија се малце радикално спротивни на она што се очекува. Идејата за размени на територии може да биде обновена, ќе се оди на држава, односи на билатерален план и секако интересите ќе бидат пред се тие кои што ќе ги водат, да кажеме, одлуките, а не вредностите како што тоа беше до сега. Влијанија би имало и врз војната во Украина. Она што не дава надеж за Украина во тоа сценарио е и изборот за потпредседател, кој е исто така луд спротивставен противник на војната во Украина и помошта која што сад им ја дава на украинците. Камала Харис е веројатно да замена за Џо Бајден како кандидатка на демократите. Првичните анкети покажаа нејзина блага предност во однос на Доналд Трамп, но според политикологот Арсовски, на Харис и е потребна посилна реторика. Има елементи кои индицираат дека таа добро би поминала против Трамп, кој често се обвинува за еден мизогин однос кон своите против кандидати, особено кога се жени, но сигурно ќе треба да се очекува еден поагресивен, поинсистирачки и посреден пристап во јавноста со повеќе суштина, а помалку форма од ова што го гледаме досега од Камала Харис. Изборите за претседател во САД ќе се одржат во ноември. Дел од гласачите апелираа до кандидатите да ја намалат поделбата во американското општество. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.